19 часот 38 минути. Добре дојдовте во отвореното студио на Охрид Нјуз. Го следиме вториот круг од локалните избори за градоначалник на општина Охрид. 88 избирачки места беа отворени утрово во 7 часот и се затворија во 19 часот. Народот ја искажа својата волја, кој ќе го води Охрид во следните 4 години, ќе дознаеме во наредните неколку часа, бидејќи се очекува многу побрзо, за разлика од првиот круг, да ги имаме првичните неофицијални информации за победникот на локалните избори во Охрид, што се однесува до градоначалничката битка. Веќе е познато дека пред 2 недели охриѓани го избраа новиот состав на Советот, а какви ќе бидат калкулациите таму, за тоа се разбира во следните денови. Од она што го добиваме како информација од Државната изборна комисија, до 18 часот и 30 минути направен е нов последен пресек на излезност и таа изнесува 58,12%. Тоа значи дека поголема излезноста во Охрид, за разлика од првиот круг. Се очекува да се доработат податоците од последниот половина час, што значи дека ова излезност ќе расте. Едно е сигурно, е над 30.000 и ќе биде повисока од првиот круг. Што тоа ќе значи во бројки, наскоро очекуваме и од Државната изборна комисија, а се разбира и од избирачките штабови на двајцата кандидати, Кирил Пецаков од ВМРО-ДПМН и Константин Георгиевски од СДСМ, да излезат со своји ведувања и со своји резултати за локалните избори. Нашите екипи се на терен. Во текот на вечерта, во рамки на отвореното студио на Охрид Нјуз, ќе имаме вклучувања, ќе може да ги следите на социјалните мрежи, а исто така редовно ќе ве информираме за податоците околу не само излезноста, се разбира резултатите, она што не интересира сите нас. Утрово екипите беа на терен, ги снимивме двајцата кандидати за градоначалник на Охрид, кои се нивните првични импресии. Кирил Пецаков гласаше во основното училиште Григор Прличев и еве што им изјави на медиумите, што им изјави на новинарите по чинот на гласање. За разлика од првиот круг, во овој втор круг имаше зголемени притисоци, закани уцени, буквално сиот тој институционален механизам кој што самата власт го нуди, посебно од апсолутна позиција на власт, го искористи овој пат властите и се надевам дека денешниот ден нема да биде сликан она што се случуваше во вториот круг. Како и да е, народот е повеќе од свесен. Во првиот круг го кажа своето мислење по однос на изборите, не само во Охрид, туку и во Македонија, така да очекуваме позитивни резултати во вториот круг, изразен со повеќе гласови разлика од колку во првиот. Охрид ќе биде почеток на промените. Не успеавме за малце во првиот круг, за околу 1% од гласовите, меѓутоа сега сме убедени дека, како што кажав, разликата ќе биде многу поголема од првиот круг. Кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН е Кирил Пецаков, кој имаше предност во првиот круг од изборите од неполни 2000 гласа. Во својата изјава рече дека очекува граѓаните да ја потврдат својата волја искажана пред 2 седмици. Дали тоа ќе биде така, останува да ги видиме и сочекаме резултатите. Нашата екипа беше и во средното училиште Свети Климент Охридски, каде гласаше кандидатот на СДСМ Константин Георгиевски, еве што тој изјави за медиумите непосредно по огласањето. Посакувам се да помине најдобро во денешниот изборен ден и ги повикувам уште еднаш граѓаните
масовно да излезат на гласачките места, да си го искористат правото и обврската и да придонесат во една подобра иднина за нашиот град. Изминатите 2 недели кампањата помина во коректна, фер атмосфера. Ги допревме ние сите тие луѓе гласачи кои што во првиот круг од одредени причини не излегле на гласачките места, ги представивме повторно нашите визии, нашите проекти и се надевам дека граѓаните на Охрид ќе одлучат Охрид да продолжи да се движи во правилна насока. Тоа беше изјавата на Константин Георгиевски, кој рече дека очекува граѓаните да направат вистински избор за Охрид да продолжи да чекори по патот на развојот. Останува да ги сочекаме резултатите од денешниот изборен ден. Напоменувам уште еднаш, излезноста е повисока во однос на првиот круг, според последните информации на Државната изборна комисија. До 18 часот гласале 58,12% од избирачите во Охрид, или нешто на 30.000, точно 30.469 гласачи, но оваа информација ќе биде ажурирана и се очекува да биде потврдена наскоро, односно да го добиеме и точниот процент на излезност во вториот круг од локалните избори за градоначалник. А што мислат охриѓани за самиот изборен процес и што очекуваат од новиот градоначалник? Да погледнеме од анкетата која ја подготви нашата екипа на терен. Па во секој случај Охрид е еден од најважните градови не само во Македонија, него на целиот регион, Југоисточна Европа и Западен Балкан, и мислам дека треба да се преза конкретни чекори да конечно Охрид се врати на место кај што беше пред символиста на УНЕСКО, да се врати стариот сјај, голема борба со криминалот и корупцијата што владее во градот, да се со тоа справиме. Нормално тоа не зависи само од градоначалникот, зависи од лобито што има од централната власт. Баш ми е драго што да се има фер избори, фер гласања и кој е подобриот нека победи за арно на градот и на нашата земја. Очекуваме добар успех и нови идеи, нови проекти и понатаму све кој што треба, што е замислата да се оствари. Очекувам се најубаво, ето, што да кажам. За идниот градоначалник нормално посакувам повеќе работа, голем успех му посакувам и све најубаво за градот. Што е најголем работување да има за деца, да не бегаат, да сме здрави, да имаме, да јајме. Тоа бе размислувањата на охриѓани кои очекуваат развојни проекти и благосостојба. Се надеваме дека Охрид во наредните 4 години ќе доживее развој онаков како и што го ветува кандидатите за градоначалници. Тоа беше првиот пресек во отвореното студио. Ги слушнавме првичните импресии на двајцата кандидати за градоначалник и се разбира очекувањата на граѓаните на Охрид. Повторувам уште еднаш, според информациите на ДИК, излезноста до 18.30 е 58,12% или 30.469 граѓани на Охрид го оствариле своето право на глас. Ги очекуваме резултатите од вториот круг од локалните избори и се разбира изборот на охриѓани. Останете со нас, следете ги најновите податоци на нашиот портал и вклучувањата во живо на социјалните мрежи, на фан страната на Охрид Нјуз на Facebook, од нашите репортери кои се на терен во изборните штабови на СДСМ и ВМРО ДПМН, а во текот на ноќта се надеваме и од победникот на изборите да добиеме се разбира изјава и првите импресии и да го видиме исходот од 8-те локални избори за градоначалник на Охрид. Останете со Охрид Нјуз.